Крајот на Првата светска војна даде надеж дека правото на нациите на самоопределување ќе стане принцип на меѓународното право. Навистина, со завршетокот на Првата светска војна, политичката карта на Европа се промени. Династичките империи престанаа да постојат и на нивно место дојдоа националните држави. Така на Балканот во 1980 година се појави кралството на србите, хрватите и словенците. Во 1921 година беше дефинитивно признаена независноста на Албанија, а во 1923 година на Турција. Треба да се забележи дека кралството на србите, хрватите и словенците се позиционираше како национална држава, бидејќи според официјалната доктрина, србите, хрватите и словенците представуваа еден единствен народ, по крв, по јазик, по писменост, кој само се именуваше различно. И покрај очекувањата, правото на нациите на самоопределување по Првата светска војна не се трансформираше во принцип на меѓународното право. Париската мировна конференција, откако ги нацрта со подготвените договори новите граници во Европа, го стави акцентот врз принципите на неповредливост на границите и на неповредливост на територијалниот интегритет на државите. Државите креаторки на Версајскиот поредок, Велика Британија и Франција, ги насочуваа националните движења кон заштита на правата на националните малцинства. На тој начин, за народите што дотогаш не се стекнаа со своја држава, фактички не постоеше ни легитимна можност да се бара остварување на правото на самоопределување, ни веројатност да се добие поддршка од доминантните големи сили во поствојна Европа, Велика Британија и Франција. Меѓутоа, надвор од Версајскиот поредок остана една држава, која беше формирана во 1922 година на територијата на бившата Руска империја и се нарекуваше Сојуз на Советските социјалистички републики, или поскратено Советски сојуз, или скратено СССР. Имено Советскиот сојуз го прогласи правото на нациите на самоопределување за принцип на сопствената надворешна политика. Во периодот од 1922 до 1928 година, надворешната политика на Советскиот сојуз, чија генерална линија се определуваше од Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на болшевиците, имаше дуалистички карактер. Двете нејзини главни задачи беа заемно исклучиви. Едната – нормализирање на односите со другите држави, а другата – подготовка за светска револуција. Се користеше така наречената концепција на Советскиот сојуз за извоз на револуциите и во таа насока државната советска надворешна политика беше субверзивна во однос на надворешните држави. За воспоставување и развој на односите со другите држави беше задолжено Министерството за надворешни работи, кое се именуваше Народен комесаријат за надворешни работи, или скратено НКИД. Прв раководител на НКИД стана Георги Василевич Чичерин, аристократ по потекло, еден од најобразованите луѓе на својата епоха, полиглот, музиколог, пианист, целосно оддаден на револуцијата. Верују на Чичерин, според неговите зборови, беа револуцијата и Моцарт. За да се подготви светска револуција, во 1919 година беше формирана Комунистичката интернационала или Коминтерната, која ги обедини комунистичките партии на различни држави. Со организирањето на светска револуција, освен Коминтерната, се занимаваа институциите за надворешно и војно разузнавање, а исто така и Народниот комесаријат за надворешни работи. Октомвриската револуција од 1917 година во Русија за доследните марксисти представуваше само политичко заземање на власта од страна на болшевичката партија, а не социјална револуција. Во согласност со марксистичката теорија, социјални револуции се случуваат кога производствените сили ги надраснуваат производствените односи, а Русија до Првата светска војна не успеа да ја заврши модернизацијата. Соодветно, развојот на производствените сили на руската држава во почетокот на 20 век не го достигна неопходниот степен за да обуслови замена на капиталистичките производствени односи со социјалистички. Затоа болшевиците дојдени на власт во 1917 година, првично ја сметаа Октомвриската револуција за детонатор,
со кој требаше да се запали пожар на револуции во високо развиените капиталистички држави. Постоеше надеж дека високо развиените држави, по победата на социјалните револуции, ќе им помогнат на средно и слабо развиените држави брзо да го достигнат нивото потребно за градење на социјализам. Поразената во Првата светска војна Германија требаше да стане почетна точка на светската револуција. Во 1923 година, Комунистичката партија на Германија ја издигна паролата за сеопшт штрајк. Се планираше штрајкот да прерасне во вооружено востание, востанието во Европска револуција и на крај Европската револуција во светска. Но обидот во 1923 година да се дигне сеопшто вооружено востание во Германија не успеа. Компензацијата на Советскиот сојуз во тој период беше идејата на Балканот да се предизвика таква револуција, сметајќи дека се најрофити односите во Бугарија, која што како победена земја нема сила, населението е во релативна сиромаштија, а внатре има едно вооружено движење, тоа е ВМРО на Тодор Александров, кое што се покажува како една од најголемите воени, така да се каже, сили на Балканот. При калкулирањето на силите на идното востание во Бугарија, одговорните институции за подготовка на светската револуција пројавија посебен интерес кон македонските револуционерни организации, условно наречени федералистка и автономистка. Двете македонски револуционерни организации се формираа по Првата светска војна. Двете се залагаа за создавање на обединета самостојна Македонија, само со таа разлика што федералистите дефинитивното решавање на македонското прашање го поврзуваа со образувањето на Балканска федерација. Двете имаа четнички институти. Двете се надеваа на поддршка од страна на Бугарија. Федералистите стигнаа да воспостават тесни врски со владата на Бугарскиот земјоделски народен сојуз, начело со Александар Стамболиски, а бидејќи владата на Александар Стамболиски ги прогонуваше автономистите, тие се поврзаа со противниците на Бугарскиот земјоделски народен сојуз. По државниот преврат од 9 јуни 1923 година и уривањето на владата на Александар Стамболиски, поголем дел од илегалните федералисти, тоест четниците и војводите на федеративната организација, избегаа од Бугарија. Илегалните федералисти, кои се најдоа во кралството на СХС, се приклучија кон Сдруженијето против бугарските бандити, формирано во септември 1923 година. Сдруженијето беше создадено за борба со четниците на автономистите. Судирите меѓу четниците на двете македонски револуционерни организации представуваа своевидна граѓанска војна. По смената на власта во Бугарија, двајца представници на федералистите, Филип Атанасов и Слави Иванов, заминаа во Советскиот сојуз. Нивната цел беше да ја убедат советската страна да застане и материјално и морално зад федералистите, кои ја изгубија својата база во Бугарија. При тоа федералистите пред се беа заинтересирани за финансиска подкрепа. Надежите на балканските револуционери за можна материјална поддршка од страна на Советскиот сојуз се засноваа врз информациите за помош што и ги даде Советска Русија на Кемалска Турција. Во периодот од 1920 до 22 година, Турција од советската влада доби 200 килограми злато, 10 милиони рубли, 39.000 пушки, 63 милиони куршуми, 327 митралези, 54 орудија и друго. Исто така се ширеа гласини дека советските агенти во странство располагаат со огромни средства. Инаку самите агенти се жалеа на недостиг на таквите. Григорий Беседовски, бивш советски дипломат кој пребега на Запад, тврдел дека во 1925 година му се поплакувал задолжениот за Балканот резидент Ефраим Голденштейн дека во периодот од 1922 до 25 година на така наречената Балканска работа биле потрошени само околу 5 милиони долари или околу 60 милиони долари во сегашен износ. Голденштейн, кој беше познат под прекарот Черски, веруваше дека советизирање на Балканот би било постигнато ако би се потрошило 5 пати повеќе. Филип Атанасов и Слави Иванов
Знаеја дека Советскиот сојуз е заинтересиран за реална бојна сила на Балканот, за да се постигне победа во планираното востание во Бугарија. Затоа двајцата федералисти ги убедува институциите кои беа задолжени за подготовката на светска револуција, дека внатрешната Македонска федеративна револуционерна организација е способна да мобилизира до 100.000 луѓе и да создаде револуционерен блок од сите незадоволни народности на Балканот. Но Советскиот сојуз имаше добро организирана, а исто така и широко поставена разузнавачка мрежа на Балканот и затоа располагаше со прецизни информации за силата и можностите на двете македонски револуционерни организации. Институциите вовлечени во подготовката на светска револуција, подпирајќи се на разузнавачки податоци, беа убедени дека реална бојна сила на Балканот представуваат не федералистите, туку автономистите. Интересирајќи се за ВМРО Александрова, Советскиот сојуз утврдува дека ВМРО Александрова е вооружена формација, политички ориентирана во актуализација на македонското прашање, значи е еден фактор на дестабилизација, она лост со кој може да се пореметат односите на Балканот. Утврдува дека ВМРО има во секое време активни околу 1500 борци. Дека има големо вооружување, некаде од прилика дека може да вооружи 100.000 души, дека има околу 150 митралези покрај овие пушки, муниции и слично, и дека има околу 10 топови, овие полски топови, и дека располага со неколку хаубици, тешко наоружување. Сето тоа оружје го има добиено Александровата ВМРО од војните магазини на Бугарија, која што после првата светска војна како поразена мораше да се демилитаризира. Заклучокот на институциите ангажирани во подготовката на светска револуција беше: со сите можни средства автономистите да се привлечат на страната на Советскиот сојуз или барем да се неутрализираат, отивоспротивно, иницијативите на комунистичките партии на Советскиот сојуз би биле осудени на пропаст, и федералистите да не се одбиваат поради искажаната од нив готовност безрезервно да се стават на услуга на Советскиот сојуз, но да не се преферираат пред автономистите. Во врска со тоа, Коминтерната го дефинираше својот став по македонското прашање, прифаќајќи и издигнувајќи ја во прв план истата парола како на автономистите – создавање на независна, обединета Македонија. На тој начин е побарано контакт со Александров. Потребата од контакт го соопштува Павел Шатев, кој што е советски резидент практично. Павел Шатев е македонски национален борец, меѓутоа е на услуга на Советскиот сојуз, сметајќи дека Советскиот сојуз ќе помогне за македонското прашање. Истовремено лидерот на автономистите, Тодор Александров, по покана на Советскиот сојуз во јуни 1923 година ги испрати во Москва своите делегати Димитар Влахов и Михаил Монев. При формално постоење на колективно раководно тело, Централниот комитет, составен од Тодор Александров, Александар Протогеров и Петар Чаулев, Организацијата на автономистите, ВМРО, почнувајќи од 1921 година, беше предводена само од Тодор Александров. Решението за одење на Димитар Влахов и Михаил Монев во Москва, Тодор Александров исто така го донесе самостојно, без советување со другите двајца членови на Централниот комитет. Според тврдењето на Димитар Влахов, основна задача на делегацијата на ВМРО беше да воспостави контакти со Советскиот сојуз. Но зошто Тодор Александров одлучи да се поврзе со Советскиот сојуз? ВМРО има потреба од таква помош, заради тоа што прво се обраќа до Англија. Англија не го прифаќа ВМРО и сите активности на Тодор Александров пред Друштвото на народите одат во фиок, не бидуваат разгледувани. Понатаму, Тодор Александров се обраќа до амбасадорот на Соединетите Американски држави, сметајќи дека тука е традицијата на Вилсоновите принципи, правото на секој народ на самоопределување, меѓутоа американскиот амбасадор во Софија е мощне груп во однос на
Тодор Александров, укажувајќи дека со еден таков бандит воопште нема намера да стапи во контакт, што значи дека Тодор Александров е изолиран од меѓународната дипломатска подршка, ВМРО е изолирано. Водачот на автономистите не можеше да дозволи стабилизирање на федералистите со материјална и морална подкрепа од Советскиот сојуз. Тодор Александров сметаше дека постоењето на паралелни организации на ВМРО му нанесува непоправливи штети на македонското револуционерно движење и дека само ВМРО, како единствена организација, правоприемник на создадената Македонска револуционерна организација во 1893 година, Македонската револуционерна организација има основа да ги застапува волјата и интересите на македонскиот народ. Затоа Тодор Александров во свое време го осуди Александар Протогеров за подпишувањето на така наречениот Тирански протокол во 1921 година за заеднички дејства на автономистите и федералистите. Од друга страна, Тодор Александров ја прифати одлуката да се поврзе со Советскиот сојуз под притисок на надворешно политичките фактори. Франција и Велика Британија, базирајќи се врз принципот на неповредливост на границите, бараа од Бугарија да стави крај на четничката дејност на ВМРО. Ниту една влада на Бугарија, која беше поразена во Првата светска војна, не би ги жртвувала интересите на сопствената држава заради ВМРО. ВМРО на Тодор Александров се најде во ќорсокак. Не можеше да се откаже од вооружена борба, но и не смееше да остане без неопходната база за четниците. При такви околности, од гледна точка на Тодор Александров, врските на организацијата со Советскиот сојуз, кој во меѓународните односи претендираше да се здобие со место на голема сила, би обезбедиле на ВМРО простор за маневрирање. По 45-дневниот престој во Советскиот сојуз, Димитар Влахов во септември 1923 година му го достави на Тодор Александров својот извештај. Во извештајот на Димитар Влахов, состојбите во Советскиот сојуз, односот на советските институции кон ВМРО и лично кон Тодор Александров се прикажани во исклучително позитивно светло. Меѓу другото, Димитар Влахов истакнува: како резултат на многобројните средби што ги имавме со представници на Советска Русија, било во Виена, било во Русија, за нас е јасно дека Советска Русија многу се држи до Македонската револуционерна организација, дека незините представници се детално информирани за дејноста на последната, иако и еднострано дека тие високо ја ценат организацијата, која е единствената револуционерна сила на Балканот, ако не и во цела Европа. Следен чекор стана непосредната средба на Тодор Александров со советскиот разузнавач Борис Јаковлевич Шпак во декември 1923 година. Кој што во преговорите со Александров му укажува дека ево и ова бугарска влада пак ќе се спогоди со србите, како што владата на Стамболиски се спогоди па ги прогонуваше ВМРО-вците, и дека тоа е една законитост и мора Бугарија да оди кон собствено стабилизирање, на што пречи ВМРО. Што ќе превземете, му вели. Александров е свесен каде се движи бугарската политика и дека не е Цанков благодарен што ВМРО му помогна да дојде на власт. Шпак доби од страна на Тодор Александров не само разјаснување за прашањата за кои се интересираа советските институции, но и ветување преговорите од фаза на сондирање да преминат кон конкретни договарања. Исполнувајќи го својот збор, Тодор Александров подготви неколку документи: проектот за спогодба меѓу ВМРО и Руската Советска република, декларацијата за така наречените федералисти со прилози и мандатот на Димитар Влахов за продолжување на преговорите. Тодор Александров предложи договорот меѓу ВМРО и Советскиот сојуз да ги содржи следните 5 точки. Под 1. ВМРО се обврзува да работи заедно со другите револуционерни организации на Балканот за федерирање на балканските држави во нивните етнички граници. Под 2. Руската Советска република ја признава ВМРО како единствен изразувач на суверената волја на Македонија. Под 3. ВМРО и Руската Советска република одржуваат врски преку своите редовни полномошници, кои ќе имаат својство на дипломатски и војни представници. Под 4.
Двете страни, задржувајќи ја самостојноста во својата внатрешна и надворешна политика, можат да преземаат конкретни заеднички акции со заедничка согласност и според политичките околности. Под 5. ВМРО со благодарност би прифатила материјална, дипломатска и морална поддршка од Руската Советска република. Главно во проект договорот беше барањето од страна на Тодор Александров до Советскиот сојуз да ја признае ВМРО во својство на единствен изразувач на суверената волја на Македонија, во замена за можно учество на организацијата во заеднички акции со советските институции, под услов на постоење на заедничка согласност. За да докаже дека ВМРО е единствената револуционерна организација внатре во борбена Македонија и дека друга револуционерна организација во Македонија нема и не може да има, Тодор Александров ја подготви декларацијата за така наречените федералисти со прилози. Првиот прилог беше насловен «Изложување на покрупните известни грабежи и разбојништва, извршени во Македонија 1980-22», а вториот список на опасните разбојници и нивните инспиратори, јатаци и друго. И двата прилога се однесуваат на федералистите. Подкрепувајќи го својот став дека илегалните федералисти не беа ништо друго освен изгонети и осудени на смрт од револуционерната организација личности за нивните разбојнички и противнародни дела, Тодор Александров ги прикажа собраните од страна на ВМРО податоци за злосторствата на илегалните федералисти. Потребата на ВМРО да биде признаена од Советскиот сојуз во својство на единствен изразувач на суверената волја на Македонија произлегуваше од постојните во меѓународното право видови на признавање на нови држави. Имено секој народ што се бори за сопствена државност се смета за субјект на меѓународното право. Народот по правило го застапуваат органи или организации кои действуваат во негово име. Признавањето на органите или организациите на борбениот народ представува констатација на неговиот статус на меѓународен правен субјект и фактички значи предпризнавање на државата, за чие создавање се залага народот. Таквото признавање донесува олеснување во добивањето помош и поддршка од страна на други држави и меѓународни организации. Следствено, Тодор Александров се надеваше дека со потпишување на договор меѓу ВМРО и Советскиот сојуз, македонскиот народ ќе биде признаен како меѓународен правен субјект, а ВМРО како единствен изразувач на неговата волја да формира сопствена држава. Со тоа ВМРО би ја зајакнала својата позиција во релациите со владите на Бугарија, Велика Британија и Франција. Тодор Александров не беше единствениот што во безизлезната ситуација падна во искушение да побара поддршка од Советскиот сојуз. И други лидери на национално-револуционерни движења на Балканот размислуваа на сличен начин. Така водачот на Хрватската републиканска селанска партија, Стјепан Радиć, за време на престојот во Русија побара Советскиот сојуз да го признае хрватскиот народ преку неговото народно представништво како самостоен фактор на меѓународното право, подразбирајќи ја под хрватското народно представништво својата партија. Но во тоа време во Советскиот сојуз почна да се менува парадигмата на неговата надворешна политика. Национал-државните интереси на Советскиот сојуз стануваа доминантни во однос на таквите на светската револуција. Народниот комесаријат за надворешни работи и даваше предност на отворената дипломатија, иако до 1928 година продолжуваше да се занимава со илегална дипломатија, тоест со дејност околу подготовката на светска револуција. Целта на отворената дипломатија во посочениот период беше обезбедување на мирни услови за натамошно постоење на советската држава. Тоа се реализираше преку воспоставување односи на Советскиот сојуз со други држави врз база на прогласениот принцип од Чичерин на мирен соживот на двата система, капиталистички и социјалистички. Народниот комесар за надворешни работи Чичерин, во ситуација кога беше неопходно да се направи безалтернативен избор во смисла на приоритетност меѓу интересите на илегалната или на отворената дипломатија, одлучуваше во полза на последната. Во случајот со Стјепан Радиć, Чичерин ја игнорира неговата молба за признавање на хрватскиот народ од страна на Советскиот сојуз како самостоен фактор на меѓународното право, бидејќи се надеваше на брзо нормализирање на дипломатските односи со кралството на СХС.
Кога се подготвуваше одговор на предлозите од Тодор Александров, Чичерин, меѓу другото, побара поимот Независна Македонија, да биде заменет со Автономна Македонија. Се знаеше дека во правото, категоријата автономија не се сваќаше како идентична на независност. Иако не постоеше општо прифатена дефиниција за автономија, сепак во широка смисла ја толкуваа како одредена самостојност на органите, организациите, територијалните, националните и други заедници во нивното функционирање. Следствено, издигнување на паролата Автономна Македонија не би и пречело на советската отворена дипломатија, затоа што не би алудирала на правото на нациите на самоопределување. Од друга страна, Чичерин беше информиран дека на Балканот под автономија вообичаено се подразбираше независност и по логика на нештата, тој предпоставуваше дека промената на поимите не би предизвикала негативна реакција од страна на ВМРО, што значи не би наштетило на советската и легална дипломатија. Резервираниот, дури до некаде негативен однос на Народниот комесаријат за надворешни работи кон правото на нациите на самоопределување се објаснуваше со неопходност заради воспоставување врски со Велика Британија, Франција и други држави победнички во Првата светска војна, од прифаќање макар и декларативно на принципите на неповредливост на границите и на неповредливост на територијалниот интегритет на државите. Со тоа се разликуваа позициите на НКИД и на Коминтерната, која во својата пропаганда безрезервно се служеше со паролата право на нациите на самоопределување. Лидерите на национално-слободителните движења, кои не ја разбираа суштината на политиката на Советскиот сојуз, ја платија цената за направената грешка. Така Стјепан Радиќ беше дискредитиран, Тодор Александров физички ликвидиран, а на Фан Ноли, кога тој се наоѓаше во прогонство, НКИД откажа да му плаќа издршка и не му овозможи да се пресили во Советскиот сојуз, бидејќи како што истакнал заменикот на Народниот комесар за надворешни работи Литвинов, советската држава не може да се занимава со политички трупови, посебно кога тие сакаа да пијат и да јадат. Откако документите од Тодор Александров стигнаа во Москва, институциите кои се занимаваа со подготовка на светска револуција, спротивно на препораките од разузнавачот Борис Шпак, ја променија својата тактика во однос на Тодор Александров. Борис Шпак своевремено укажа дека придобивањето на ВМРО по пат на елиминација на Тодор Александров не е можно. Неговото отстранување само ќе предизвика распаѓање на организацијата, а освојување на ВМРО како најкрупниот политички фактор на Балканот е мошне корисно за Советскиот сојуз, не само од причини од воен карактер, туку и од политички. Притоа од гледна точка на интересите на Советскиот сојуз, поддржување на федеративната организација не е целесообразно, бидејќи за Советскиот сојуз може да бидат од полза само нејзини одделни личности, а не организацијата во целост. Институциите кои се занимаваа со подготовка на светска револуција одлучија додека траат преговорите со Тодор Александров да подготват терен за преземање на ВМРО со помош на така наречената левица и за елиминирање на Тодор Александров. Делегатот на ВМРО Димитар Влахов, кого Тодор Александров го испрати во Виена, каде што се наоѓаше Советскиот центар за раководство со илегална работа на Балканот, не му даде на знаење на раководителот на ВМРО дека платформата за преговори подготвена од него е напуштена. Во меѓувреме, односите на Тодор Александров со владата на Бугарија крајно се влошија. Премиер-министерот на Бугарија, Александар Цанков, ги искористи како повод гласините за можно навлегување на југословенската војска на територијата на Бугарија поради акции на ВМРО и категорично побара борбата за независна и обединета Македонија да биде заменета со работење на заштита на правата на националните малцинства, четничката дејност со пропаганда, а Тодор Александров и Александар Протогеров на некое време да ја напуштат Бугарија. За да во еден момент бугарско-српските односи и нормализации ода до тамо да на Цанков му е поставено прашањето конечно да прекини со ВМРО, кој што прави диверзии во Вардарска Македонија или во Српска Македонија, од инаку српска војска ќе влези во Бугарија, а во исто време и грчка војска, па Бугарија ќе си има проблем. И тогаш една нервоза бугарска го присилуваат Тодор Александров
прво и доста грубо му кажуваат, например, војниот министер Волков му вика, ако сакате револуција, правете надвор од Бугарија. Одете надвор, излезете, немојте тука во Бугарија и така натаму. Исполнување на ултиматумот на Александар Цанков би било рамнозначно на уништување на ВМРО. Во оваа ситуација Тодор Александров процени дека би можел да ја спаси организацијата само со помош на силата и авторитетот на Советскиот сојуз. Така тој и Александар Протогеров се најдоа во Виена. Но советската страна беше информирана за тешкотиите со кои се судри Тодор Александров и му постави на раководителот на ВМРО неможни барања. Раскинување на односите и започнување борба со Александар Цанков, воспоставување врски со Комунистичката партија, обединување со федералистите, свикување општ конгрес со федералистите, заеднички избор на делегати, објавување на јавен повик до македонскиот народ со апел за борба против Цанков. Тука е клучот. Имаат идеја, не му веруваат на Тодор Александров, имаат идеја да ја зачуваат ВМРО и да ја привлечат како инструмент кон руската политика, да ги обединат фракциите внатре, федералисти, централисти и така натаму, а за да го постигнат тоа, тие мора да му освојат делови од неговата организација. Тоа се вика така наречен процес на расточувањето на дисциплината на таа организација во однос на својот раководител и приврзувањето кон советите. И на таа основа бидуваат, така да се каже, привлечени Алеко Паша, еден од важните борбени војводи кој што раководи со Пиринскиот дел на Македонија. Понатаму од Централниот комитет Веќе Чаулев од понапред е во врска со советите, па советите почнуваат и да го финансираат, бидејќи Чаулев зема пари од советската амбасада во Италија и понатаму. Се покажува Протогеров како податлив на советите, заради тоа што Протогеров проценува претходно дека кога да е Советскиот сојуз ќе се врати силата на царска Русија и дека треба да се соработува со нив и станува пријател со веќе освоените, со Алеко Паша станува пријател со Димо Хаджидимов, има заеднички фотографии, се допишува со советите дека е близок и така натаму, и Кирил Прличев вели обично Протогеров беше прв што ја наметна црвената мантија. Значи се приклони кон сето тоа. Првата реакција на Тодор Александров беше да им остави на советските представници едно писмо и заедно со Александар Протогеров тајно да заминат од Виена. Протогеров не се согласи, сметајќи дека со бегство нема да се решат проблемите на ВМРО. Тогаш Тодор Александров смисли друг план. Тој одлучи да не се спротивставува и да ги прифати речиси сите барања, но под услов советската страна да ги принуди во одреден краток рок и легалните федералисти не само да ја прекинат борбата со ВМРО, туку и да извршат крупна револуционерна акција против српската власт во Македонија. Во случај на неисполнување на поставениот услов од Тодор Александров, другите спогодби би се сметале за неважечки. Но институциите на Советскиот сојуз немаа намера да чекаат целосна реализација на усната спогодба со Тодор Александров за илегалните федералисти. Тие брзаа бидејќи планираа востанието во Бугарија да биде дигнато најдоцна на есен 1924 година. Советските представници во Виена, преку легалните автономисти, ги информираа и легалните федералисти за барањето на Тодор Александров и добија некое неодредено ветување дека ќе биде соодветно постапено од страна на Стојан Мишев и неговите приврзаници. Од гледна точка на советската страна, тоа беше доволно за да се бара од Тодор Александров исполнување на договорените обврски од Виена. И тој гледа дека му наметнуваат решенија кои што го надминуваат карактерот на ВМРО како општа, ослободителна, револуционерна организација и му наметнуваат одредени функции кои што се карактеристични за комунистички партии. За леви партии кои што би сакале да создаваат селско-работничка власт и така натаму, меѓутоа во еден момент смета дека е загрозен безбедносно и тој му признава на
на Кирил Приличев подосна и рече дека сметав дека сум животно загрозен, меѓутоа не може да си вика, но сепак не можам да си простам на таа малодушност што ме фати во Виена. Ги прифаќа декларациите од 29. април за единство на движењето и за внатре меѓу федералисти и централисти и за поврзување на ВМРО со револуционерните движења на Балканот против границите што се создадени со Версајскиот договор. Меѓутоа, и тие декларации се подпишани и од Тодор Александров. Меѓутоа, Советите не се задоволни од тоа, току директно барат ВМРО да каже дека ќе се бори против Цанковата влада за формирање селско-работничка влада. Укажувањата на Тодор Александров со докази дека илегалните федералисти не само што не ја прекинаа својата дејност, туку ја засилија, советските представници во Виена ги игнорираа како небитни. Најпрвин, советските представници во Виена инсистираа Тодор Александров да се согласи на објавување на апел, кој беше условно именуван како Мајски манифест. Манифестот го подготвија во Виена во отсуство на Тодор Александров. Со текстот на манифестот, раководителот на ВМРО се запозна веќе по враќањето во Софија. Но од друга страна, Тодор Александров се обврза да даде јавна изјава од името на организацијата, во духот на декларацијата подпишана од него на 29. април 1924 година во Виена. Мајскиот манифест се разликуваше од декларацијата по порадикалната форма на прикажување на истите тези. Така во декларацијата само се спомнуваше дека организацијата прекинува секакви врски со софиските влади и ќе води борба со нивната политика. А во манифестот детално се објаснуваше политиката на владата на Цанков и се истакнуваше дека ВМРО ја прогласува политиката на владата на Цанков за непријателска во однос на македонскиот и на бугарскиот народ и апелира до сите македонци и бугари да поведат нарешителна борба против неа. Тодор Александров не беше толку загрижен за содржината на Мајскиот манифест, колку за можноста тој да биде публикуван, бидејќи огласувањето на манифестот би предизвикало отворен судир на владата на Цанков и ВМРО. Настојува да го одржи бродот што се вика ВМРО, барајќи од советска страна да не се објавува тоа, а при тоа настојувајќи тој да ја образложи ситуацијата на конгресите кои што престојат во ВМРО, да ја оправда соработката, но не и да ја прифати улогата што му ја припишува заедно со Комунистичка партија на Бугарија да го рушат Цанков и да создадат влада во која ќе влезат тие точно личности, меѓу нив и Димо Хаџидимов и така натаму, таа улога не ја прифаќа. Земајки предвид дека одлуката за разгласување на договореното во Виена беше донесена на 19. јуни 1924 година од Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на болшевиците, тоест од највисокиот не само партиски, но и државен орган во Советскиот сојуз. Манифестот не можеше да не биде публикуван. Советската страна на тој начин се обидуваше на Тодор Александров да му ги пресече патиштата за повлекување, да создаде такви околности при кои Тодор Александров би имал само една опција – да му се предаде на Советскиот сојуз. Но за Тодор Александров најважно беше зачувувањето на самостојниот карактер на ВМРО и тој не можеше да се согласи ВМРО да се претвори во орудие на советската политика. Спротивставувањето од Тодор Александров на обидите за инструментализација на ВМРО го ставија во менгеме. Кон крајот на јули 1924 година, Мајскиот манифест беше објавен и владата на Цанков доби повод да ги прогласи приврзаниците на Тодор Александров заедно со комунистите за државни непријатели. Идејата да биде убиен Александров е идеја на бугарската влада, која што треба да ја спроведи Волков, војниот министер, а да биде во тајност чувана идејата за убиството на Александров, а извршителите да бидат од војводите на Алеко Паша и на тој начин да се искористи убиството
мртвиот Александров да се крени како икона за да се поништат сите кои што влегле во конспирација со Советскиот сојуз, со комунистите и со левите партии кои што сакат да ги раскинат врските меѓу македонските организации со Бугарија. По еден месец, на 31. август 1924 година, Тодор Александров беше убиен. Се потврдија предпоставките на Борис Шпак. Со гибелта на Тодор Александров, самостојна независна ВМРО престана да постои. Во септември 1924 година се случија горноџумајските настани. Под предлогот да се казнат учесниците во заговорот против Тодор Александров, Иван Михајлов го уништи секој што беше способен да го брани независниот карактер на македонското ослободително движење. И во тој период беа поништувани и федералисти, и линденци, и ВМРО-вци кои што станале на лева страна и приопштен беше кон бугарската влада како нов служител преку формацијата на ВМРО, младиот Ванчо Михајлов кој што служеше цело време. Со тоа, Советскиот сојуз го изгубил интересот кон ВМРО и соодветно кон македонското прашање. Во 1928 година, надворешната политика на Советскиот сојуз се ослободи од дуалистичкиот карактер. Задачата на подготовката на светска револуција беше симната од дневен ред. Во исто време се смени и министерот за надворешни работи. На местото на Чичерин дојде неговиот заменик Литвинов. Литвинов предложи друг пристап кон остварување на основната цел на советската надворешна политика – одбегнување на војна опасност. Тој го застапуваше концептот на колективна безбедност. При спроведувањето на одбраната од Литвинов на линијата на надворешната политика на Советскиот сојуз, Балканот во целост се најде на незините маргини. Воспоставувањето на дипломатски односи меѓу Советскиот сојуз и Бугарија во 1934 година не ја промени положбата на нештата, бидејќи според Литвинов, советското представништво во Бугарија требаше да биде не повеќе од пункт за наблюдување. Годината 1939 донесе нова промена. Генералниот секретар на Комунистичката партија на Советскиот сојуз, Сталин, директно го презеде раководството на надворешната политика на Советскиот сојуз. Молотов, кој го замени Литвинов, беше само извршител на задачите поставувани од страна на Сталин. Сметајќи дека дејноста на Литвинов не го дал очекуваниот резултат, Сталин се откажа од концептот на колективна безбедност. За основа на својата политика, Сталин ја зеде идејата на сфери на влијание. Неговата замисла беше да му обезбеди заштита на Советскиот сојуз преку создавање од државите со кои Советскиот сојуз имаше заеднички граници, така наречена бафер зона. На тој начин Сталин се врати кон политиката на Руската империја, која тежнееше кон добивање на слободен пристап кон Црно море на југ и кон Балтичко море на север, како кон неопходен услов за утврдување на Русија на позицијата на голема европска сила и за незината заштита. За поделбата на Источна Европа на сфери на влијание, Советскиот сојуз преговараше и се договараше со Германија. Советскиот сојуз јасно ја укажа на Германија дека е заинтересиран за воспоставување контрола како врз Црноморското крајбрежје, така и врз мореузите Босфор и Дарданели. Во ноември 1940 година Молотов се сретна со Хитлер и со министерот за надворешни работи на Германија Рибентроп. Строго придржувајќи се кон дадените директиви, Молотов инсистираше Бугарија и Турција да бидат приопштени кон сферата на интереси на Советскиот сојуз. Според записникот од 13 ноември 1940 година, Хитлер, одговарајќи му на Молотов, потенцираше дека треба да се проучи дали Бугарија би сакала да има гаранција од страна на Советскиот сојуз и како кон тоа ќе се однесува Италија, бидејќи таа најмногу е заинтересирана за тоа прашање. Во однос на мореузите, потребно е Русија да биде безбедна во Црно море. Позицијата на Хитлер го убеди Сталин дека Советскиот сојуз мора да ги преземе сите можни мерки за да ја придобие Бугарија на своја страна. И тогаш има една мисија на секретар во Министерството на надворешни работи, тоа е мисијата на Соболев, 40 година, кога на Бугарија и се ветува
и Македонија, доколку Бугарија склучи договор со Советскиот сојуз. Во тој контекст, во советско-бугарските релации и беше поставено македонското прашање. Бугарија не ја криеше својата желба да ја вклучи целокупна Македонија во своите граници, а Советскиот сојуз и даваше на знаење дека би помогнал македонското прашање да биде решено во полза на Бугарија. Затоа дејците на бугарското комунистичко движење, Цола Драгојчева, Тодор Павлов и други, бе убедени дека Советскиот сојуз ги поддржува аспирациите на Бугарија. Меѓутоа, Бугарија веќе има склучено договор и дадено ангажман на Хитлерова Германија и не се прифати таа идеја, што значи дека таа епизода е само предлог на Советскиот сојуз, кој што подоцна беше занемарен. На 22 јуни 1941 година Германија го нападна Советскиот сојуз, а Бугарија ја зазеде страната на Германија. Војната се уште траеше, а Советскиот сојуз, Велика Британија и САД веќе размислуваа за идното уредување на поствојниот свет. Големите сили действуваа според принципот огласен уште во 1848 година од Лорд Палмерстон, кој зборувајќи за политиката на Велика Британија, потенцираше: ние немаме вечни сојузници и постојани непријатели. Вечни и постојани се нашите интереси и наш долг е да им служиме на тие интереси. Но едно треба да се потенцира дека Втората светска војна на Русија и овозможи, односно на Советскиот сојуз му овозможи да биде релевантен правен субјект, рамноправен субјект на Велика Британија и на САД. Во овој временски период таа политика на бафер зони, односно самиот Сталин настојуваше заштитата на Русија да ја обезбеди со формирање од државите со кои имаше граници, така наречени бафер зони. Па овие бафер зони и сфери на влијание тој ќе продолжи да ги реализира со новите сојузници, поточно со Велика Британија. Па така во своите мемуари Черчил има оставено една забелешка дека при една средба во октомври 1944 година тој оставил една белешка за процентуална поделба на сферите на влијание во Источна Европа. Што се однесува на Грција, Советскиот сојуз уште од 1943 година ја сметаше за британска сфера на интереси. 75 на 25% за Советскиот сојуз во Бугарија и Романија, Англија 90 на 10% за Велика Британија, затоа што тој знаеше дека Грција е од голема сфера на влијание за Велика Британија, затоа и не се мешаше во тие светски водечки сили и се ограничи на оставање на овој процент. Додека за Југославија процентот беше 50 на 50. Меѓутоа, Сталин, земајќи го тоа ливче, ги променил процентите на ова прераспределба. Имено тој ги променил 90 спрема 10 за Бугарија, за Советскиот сојуз во Бугарија и во Романија. Процентот останува и за Грција 90 на 10% за Велика Британија и на Југославија 50 на 50. Идејата за сфери на влијание беше поидовна точка и за разгледување на така нареченото македонско прашање. Предстои повојно регулирање на балканскиот проблем. Едно од најсложените и најтешките прашања, неспорно, ќе биде прашањето за Македонија. Ако Македонија и натаму и биде оставена на Југославија, тоа ќе стане извор на постојани разногласија и судири меѓу Југославија и Бугарија, тоест меѓу двете балкански држави, за чие сближување ние сме несомнено заинтересирани. Решение на македонското прашање, според моето лично мислење, би требало да се најде или преку создавање на самостојна автономна Македонија, или во форма на федерација на Бугарија, Југославија и Македонија. Но секако, Југославија ќе треба да се откаже од својот суверенитет врз Македонија, со што Југославија ќе се помери само во случај ако таа добие доволна компензација на друго место. Таква компензација би можела да биде целокупна Истра, односно Суриц предложи полуостровот Истра, за кој претендираше Италија, да биде вклучен во границите на Југославија, како компензација за иземањето на вардарскиот дел од Македонија, со цел на целокупната територија на Македонија да се формира самостојна држава.
Но по подпишувањето на мировните договори во 1947 година и одстранувањето на Југославија од така наречениот социјалистички лагер во 1948, Советскиот сојуз одново изгуби интерес за македонското прашање. Во период на доволно краткотрајно подобрување на советско-југословенските односи, раководителите на Советскиот сојуз и на Југославија, Никита Хрушчов и Јосип Броз Тито, по катастрофалниот земјотрес во Скопје, заедно го посетија градот. Помошта на Советскиот сојуз за возобновувањето на Скопје од јули до крајот на 1963 година изнесуваше повеќе од 1 милијарда динари. Меѓутоа ќе нема некој поголем пресврт, односно повторно ќе дојде до заладување на односите со Советскиот сојуз, некаде по прашката пролет од 68 година, кога тој се насочи кон избегнување на прашањата од интерес за решавање на македонското прашање. Од крајот на 60-тите години на 20-тиот век, Бугарија, користејќи ја својата речиси привилегирана положба во релациите со Советскиот сојуз, се обидуваше да го инволвира Советскиот сојуз во бугарско-југословенските спротивставувања по прашањата за македонската историја, јазикот, литературата и така натаму. Советската страна одбегнуваше ситуации кои би можеле да ги нарушат односите или со Бугарија или со Југославија. В конце 60-х годов советская партократия фактически наложила полный запрет на публикацию исследований в области македонистики. В основе такой позиции лежал тезис «как бы чего не вышло». Имеется в виду, как бы не осложнились отношения с Болгарией или с Югославией. В основе такой позиции лежал тезис о нежелании вмешиваться в отношения между социалистическими странами и выступать в роли арбитра в научном споре. К чему, кстати, призывала и болгарская, и югославская сторона. Они постоянно обращались к советским ученым с просьбой поддержать их позицию. И именно поэтому советские ученые были обречены на молчание, потому что над ними был ЦК КПСС, который этих осложнений не хотел. Затоа во Советскиот сојуз, така нареченото македонско прашање, фактички стана табу тема. Доволно илустративен е примерот со учебникот Историја на јужните и западните Словени, кој беше подготвен во 1969 година од Историскиот факултет при Московскиот државен универзитет Ломоносов. Конечно, 60-х, 70-е годы были весьма сложными для отечественной славистической науки, касающихся вот этих сюжетов с южными славянами. Дело в том, что в это время была такая, скажем, я буду говорить с научной точки зрения, конечно, достаточно оживленная, скажем так, полемика между учеными Югославии и конкретно Республики Македонии и одновременно представителями Академии наук Болгарии. Вот, полемика эта касалась многих вопросов, но в том числе один из центральных вопросов был формирование македонской нации, македонского языка, македонской народности и македонского государства. Југословенскиот вестник Борба даде позитивна оценка за учебникот во статијата «Објективен пристап кон македонската историја». Но веднаш по статијата следуваа протести од страна на Бугарија. Вот болгары отрицали в то время существование македонского языка как такового, и, кроме того, значит, утверждали, что сама македонская нация – это вообще искусственное создание. А македонские ученые, естественно, противоположную точку зрения занимали. Вот. Но если бы это был только научный спор. К сожалению, это был не только научный спор, а это был еще и политический момент сюда был привнесен очень значительно. Дело в том, что Болгария, тогда страна, член Варшавского договора, член Совета экономической взаимопомощи, в то время как Югославия, естественно, в состав Варшавского договора не входила, а в Совет экономической взаимопомощи она входила только как наблюдатель. Со цел да се најде начин за спречување на конфликтот, Централниот комитет на Комунистичката партија на Советскиот сојуз го задолжи Институтот за славистика при Академијата на науките на Советскиот сојуз да направи стручна проценка на текстот во учебникот. Темелните дискусии покажаа дека советските научници не се во можност да предложат единствена позиција по македонското прашање, која би била прифатлива и за Бугарија и за Югославија. А в этом учебнике была специальная глава по поводу Македонии, где излагались
достаточно корректно изложены общие положения, связанные вот с историей Македонии, македонского народа и македонского вопроса в конце XIX и начале XX века. Вот болгары заявили мощный протест, и в результате длительных обсуждений, даже не в научных, а чисто в партийных кругах и инстанциях, этот учебник был оставлен как учебник, но вместо грифа «учебник» для исторических факультетов, значит, он получил гриф «учебное пособие». Вот, для того, чтобы, значит, как-то уладить этот конфликт. А вот, к сожалению, в то время болгарские специалисты, прежде всего, полагали, да и не только болгарские, многие представители других, так сказать, исторических школ считали, что если в Советском Союзе опубликовано что-то, то это значит точка зрения не просто данного ученого или данной научной институции, а это точка зрения всей исторической науки Советского Союза и, естественно, ЦК КПСС. Вот, к сожалению, такое было. Текстот на учебникот беше преработен и подготвен за објавување во 1973 година, но поради предпазливост на раководните органи не можеше да биде публикуван се до 1979 година. Во 1979 година Историја на јужните и западните Словени излезе од печат, но веќе не како учебник, туку како учебно помагало. Притисоците од страна на Бугарија и на Југославија доведоа до парадоксална состојба, кога советските издавачки куќи почнаа да инсистираат во текстовите воопшто да не се употребуваат зборовите Македонија и македонски. И вот, значит, согласно указаниям, исходивших от соответствующих директивных органов, издательства, советские издательства, запрещали даже простое упоминание в текстах слов «Македония» и «македонский». И доходило буквально до анекдотов. В тех случаях, когда в научной работе без этих слов совсем нельзя было обойтись, от автора требовали расписку в том, что слово «Македония» употребляется в чисто географическом понятии, вот, и, так сказать, в чисто географическом смысле этого слова. Така, лекторот на еден периферен универзитет, во статијата каде што се спомнуваше Александар Македонски, го пречкрта зборот македонски, оставајќи го само името Александар. Таквите околности природно не дозволуваа развој на македонистиката во Советскиот сојуз. Ситуацијата коренито се промени во 1992 година, кога Руската Федерација ја призна Република Македонија. Конечно, прежде всего, очень важно было для Македонии признание ее независимости. И еще под названием Республика Македония. И очень важно было признание России, независимости Македонии, самостоятельности. Но я не могу похвастаться тем, что Россия одна из первых признала независимость Македонии. Изменения во внешней политике произошли только после смены министра иностранных дел Андрея Козырева январь 1996 года. Вот тогда, когда ему на смену пришел новый министр Евгений Максимович Примаков, вот тогда только намечаются новые ориентиры внешней политики России, в том числе и на Балканах.